Знаете, од секој пат било предизвик да се направи храна. Меѓутоа, земјоделскиот факултет и земјоделието не е баш популарно меѓу младите, не е оправдано. Земјоделие не значи само работа на нива, во пластеник, во оранжерија. Значи контрола и квалитет на храна, вода, почва, хемиски, биохемиски анализи. Значи исто така биотехнологија, правење на клонови, растителни биотехнолошки инвитро методи. Земјоделието исто така значи фитомедицина. И растенијата се жив свет, се разболуваат, а вие ќе треба да ги лекувате. И во таа насока, нашиот факултет за следната академска година, за следниот конкурс, нуди широка палета на студиски програми, почнувајќи од полјоделство, квалитет и безбедност на храна, градинарство, лозарство и винарство, фитомедицина, и имаме во тек акредитација на студиска програма по растителна биотехнологија. Да кажем дека во процес е акредитација на студиска програма биологија, што исто така се менеджира на земјоделскиот факултет. Јас завршив средно музичко образование, но поради причината која што требаше заради мојот инструмент саксофон не можев да продолжам, въобще го немаше тој смер, па ја продолжив, сакав да одам во Скопје, но немаше услови, не можев да продолжам во Скопје. Друга причина поради која што јас го одбрав земјоделскиот факултет е причината поради која што ние фамилиарно се работиме со, имаме повеќе површини на јапонско јавно предуња, па така да го одбрав овој смер до земјоделскиот факултет. Поради тоа, ја сега сум овде, го пратам наставата и професорите сега од ова досегашно искуство, професорите премногу сум задоволен. Се определив да студирам на земјоделскиот факултет, поради тоа што сметам дека Струмица е земјоделски крај, а имаме и доста плодни површини, а исто така и нашата држава е препознатлива по производството на земјоделски производи. Со досегашно стекнатите знаења и вештини, се повеќе се уверувам дека не погрешив во мојот избор. Професорите се трудат максимално што може да ни пренесат нивните знаења и најновите сознанија од земјоделските науки. Сме били на во други посети на фирми за земјоделско производство, како например во Грција и во Србија. Фирмата во Грција беше за производство на расад, каде што имавме можност да го видиме целиот тој процес на производство, од дезинфекција на семето па се до добивање на краен производ, а исто така и во фирмата во Србија беше за производство на органски ѓубрива, каде што исто така имавме можност да го видиме целиот тој процес на правење на ѓубривата па се до нивно пакување.